dobri, radosni, pagjat od nebo visoko. Po jezera, reki, izvori, igrat igri veseli, za detski oči golemi. Taki ladni, topli, prozirni, pagjat silni doždovi, trava, pari golemi. Ladni zimski predeli, pagjat beli snegulki, trkalat nežni u lavini. Svet postoji od nekoj zakoni za nas, a za azbuka, P za priroda. Oblaci razigrani, trava, čuda, golemi. Po zemlji razni dalečni, nosa detski koraki, mislete na priroda ta. Sve to postoji od nekoj zakoni za nas, A za azbuka i P za priroda. Кажи. Долга мара, сенка нема. Исто што и долга нада, сенка нема. Река. Река. А што е таа река? Не чудете се. Навидум сите знаеме што е река. Но како и сите географски поими, реката има своја дефиниција. Така, под поимот река, подразбираме водена маса што се движи низ корито, кое е жлебесто всечено на земјината површина. Знаеш. Општо познато е дека од врнежите што доаѓаат до почвата, едниот дел истечува површински, другиот дел испарува, додека пак третиот дел се инфилтрира во земјата. Оној дел што истечува површински не се движи по површината во вид на некој слој со определена дебелина, туку во вид на водени млазеви, помали жлебести длабнатинки познати како браздички. Капка по капка, браздичка. Со самото создавање на браздичките и со нивното спојување се создава поточе, а со спојување на повеќе поточиња
се формира поток, додека пак со спојување на повеќе потоци се формира река. Малите реки се покорисни од облаците без вода. Помалку јади, а повеќе работи. Според типот, речните текови се делат на постојани, периодични и повремени. Постојан речен тек е оној кој во своето корито има преку целата година вода. Тоест, постојан водотек е оној кој преку целата година добива поголем дотек на вода отколку вкупните негови загуби. Периодичните водотеци настануваат на оние терени каде што режимот на врнежите овозможува само во определен период на годината поголем дотек на вода отколку вкупните загуби во речното корито. Додека во другиот дел од годината речното корито останува целосно сухо. Ваквите водотеци кај народот се познати како сушици или субодолици. Повремените водотеци најчесто настануваат посилни врнежи или во време на топењето на снеговите во текот на пролетта. Пред да ја види реката, ги собол панталоните.
Најголем број повремени водотеци има во ридско-планинските делови на Македонија. Треба да се спомне и тоа дека по силни врнежи овие водотеци имаат пороен карактер и представуваат потенцијална опасност. Понорниците представуваат посебен тип на реки што се јавуваат во карстифицираните терени. Водата од овие водотеци се губи во понорите, во пукнатините на земјината кора, а делумно и во пештерите. Реката пенешки не носи. Најголема југословенска понорница е реката Требишница во Босна и Херцеговина, а потоа Пивка во Словенија, која што ја губи водата во Постојнската јама. Додека во Македонија вакви понорници се јавуваат на планинава Бистра и тоа во местноста Тонивода, каде што се наоѓаме сега. Много е интересно. А сега да кажеме и збор два за значењето на речните текови. Така, човекот уште поодамна почнал да ја користи водената сила за транспорт, за разновидни системи за наводнување на обработливи земјоделски површини, потоа за пловни патишта
и за риболов. Денес пак водата поинтензивно се користи за водоснабдување, за хидроенергија, како и за хидролошки туристички мотив, за спорт и друго. Ќе направам сплав и цела Радика ќе ја преминам. Сашка, слушаш? Мартин, на нероден Петко капа му кроиш. Сите знаеме дека реките се од витално значење за човечкиот род. Затоа тие води треба да се чуваат и од штетни и од опасни материи кои го загрозуваат животинскиот и растителниот свет во нив, а со тоа го загрозуваат и човекот. Под поимот опасни и штетни материи ги подразбираме оние материи кои ги менуваат физичките, хемиските, биолошките, бактериолошките и радиолошките особености на речната вода. Оваа убавина чувајте ја како зеница во окото. Скоро сите реки, поради непреземање одредени мерки, го загубиле значењето на природни водотеци. Таков е случајот и со Радика. Така нејзините притоки, Аџина река, Штировица, Броднечка и Богдевска река во текот на сушниот период од годината немаат вода и сите отпадни материи од органско и неорганско потекло со доаѓањето на водата се влеваат во Радика. Азбука на природата. Баш е интересно.